Претходно ќе зборуваме за една исто така многу интересна тема и за вас можеби поактуелна, бидејќи сме длабоко навлезени во грејната сезона, која во секој случај оваа зима ќе не чини поскапо од сите претходни досега, а тоа е така поради значителното поскапување, односно зголемување на цените на сите енергенси. Но тоа не значи дека не треба ништо да правиме, да се помириме со ситуацијата и да не размислуваме како да најдеме или да побараме модел за поевтино грејење, како да ги намалиме трошоците за грејење и кои технологии би ни помогнале во тоа. Во минатите емисии зборувавме за инвестиции за зголемување на енергетската ефикасност. Утро ќе ги објасниме технологиите опфатени со програмата Зелен кредит, кои освен што ќе ја зголемат енергетската ефикасност и со тоа ќе ги намалат трошоците за грејење, во исто време ќе значат многу и за животната средина, бидејќи се многу поеколошки и помалку загадуваат. Во таа смисла им велам добро утро и добре дојдовте на Наташа Шапкалиевска-Србаковска од Прокредит банка, на господинот Љубомир Илков, представник на ИЦС Груп, и на господинот Игор Панчевски, технички експерт на програмата за енергетска ефикасност во рамки на Европската банка за обнова и развој. Добро утро. Дами и господа, добре дојдовте во студиото на Телма. За почеток на гледачите да им објасниме дека станува збор за зелен кредит со 20% грант, можност што им стои на располагање на сите домаќинства и фирми, што во моментот градат нови куќи или ги реновираат куќите или своите станови, значи без оглед на домот, во каква форма е, дали е стан или куќа, широка можност, широка палета на технологии кои ќе им овозможи да си ја зголемат енергетската ефикасност, односно да си го поевтинат начинот на загревање на домот. Во таа смисла би го замолил господинот Игор Панчевски од Европската банка за обнова и развој да објасни малку подетално за што станува збор. Добро утро уште еднаш, Горан, благодарам за поканата. Програмот на Европската банка за обнова и развој, така наречен програм за финансирање на енергетски ефикасни технологии, постои веќе уште од 2017 година, значи навлегуваме веќе во нашата четврта година или втор циклус веќе рамковен на вакви кредити. Инаку наменет е исклучиво за домаќинствата, поточно за физичките лица, кои што ќе се решат да го подобрат својот дом, да го реновираат, дополнително на тоа и да инвестираат во технологии кои што ја намалуваат потребата за енергија, технологии кои што штедат од типот на топлински пумпи, изолации, прозори и така натаму. Она што е интересно, посебно за граѓаните, во моментов единствен ваков програм на пазарот е што нуди субвенција до 20% за сите оние кои што ќе аплицираат. Можноста за аплицирање е преку комерцијалните банки. Мислам дека ваши партнери се повеќе банки, 4 односно. Так, имаме 4 банки кои што се партнери. Меѓу нив денеска е, значи и дел од тие 4 банки е и Прокредит банка со која што имаме одлична соработка. Да, тие ја поддржуваат програмата, проектот го финансира Европската банка за обнова и развој, значи повеќе партнери се вклучени во целиот проект. Во тие 4, како што споменавте, и Прокредит банката. Господја Шапкалиевска, од кој аспект е Прокредит за оваа програма е интересна за Прокредит како комерцијална банка, како зошто се определувате всушност за поддршка на овие инвестиции од зелената енергија, така наречена? Така, ние почнавме да го работиме проектот на ГЕФ, поддржан од Европска банка за обнова и развој, заради тоа што е во линија со она што Прокредит како банка го прави, а тоа е инвестиции, односно инвестирање во еколошки проекти и инвестиции кои што ги прават домаќинствата, заради тоа што се залагаме за долгорочна еколошка одржливост наспроти високи краткорочни профити. Сега, она што сакаме да го направиме е секако да ги поддржиме физичките лица во овој случај со нивните инвестиции, за да може од една страна да вложуваат во подобар и поефикасен дом, понатака од друга страна да се ги намалат трошоците, да речеме, на нивните сметки за енергија и од друга страна што е доста актуелна тема во моментов е секако да влијаат на загадувањето, кој што и како е важно. Зошто да речеме па клиентите се заинтересирани за овој проект, односно за овие екопроизводи? Прво заради тоа што знаат дека
добиваат грант 15 до 20% доколку направат инвестиција и доколку искористат ваков екокредит. Од што зависи тој процент, дали ќе биде 15 или 20? Процентот зависи дали клиентот прави еден вид на технологија, односно се инвестира, да речеме, само во систем за грејење, или се прави повеќе такви екоинвестиции, односно доколку се прави, да речеме, систем за грејење и дополнително прави изолација надворешна, во тој случај грантот ќе биде 20. Значи грантот е 15 до 20%. Она што го прават, нели, клиентите, покрај тоа што се, да речеме, се водат од тоа што ќе имаат некако финансиски бенефит, односно ќе имаат грант 20%, понатака заради тоа што, да речеме, знаејќи дека ќе надоместат одреден дел од средствата, можеби ќе се одлучат да инвестираат во поквалитетна опрема, односно поефикасна за нивниот дом. И на крајот би рекла, заради тоа што кога ќе се обратат во банката, сепак, нели, ние имаме таа советодавна улога да им објасниме, да им посочиме за овој тип на производ и на кредит и да добијат најсоодветна услуга. Да, ќе имаме можност во текот на емисијата и господинот Љубомир од ДЦС Груп и Игор и вие да додадете и да дообјасните на кој начин ќе функционира тоа ако некој од нашите гледачи, но на почеток би сакал да кажам дека оваа понуда е достапна за сите физички лица и за секое домаќинство. Так. Значи секој гледач што во моментов не гледа, ако се обрати, ако сака да инвестира во енергетски ефикасен дом, односно да го поевтини начинот на грејење, ќе може да се обрати или во Прокредит или во ИЦС Груп и да почне процедурата. Каков е одзивот за сега на граѓаните? Има ли заинтересирани? Навистина има голема заинтересираност и јас би рекла па и овој период, да речеме од крајот на летото до почетокот на тие ладни денови, најактуелни се системите за грејење и во конкретниот случај топлинската пумпа, за кој што господинот Љубомир ќе даде малце повеќе детали. Да, ајде малку да ги објасниме технологиите. Во последно време едно од најбараните решенија за инвестиции во енергетско ефикасни проекти се топлинските пумпи за ладење и за грејење. Каков тип на технологија е топлинската пумпа? Нешто како поранешните климатизери, сега е некоја посовремена форма на клима уред или како работи оваа технологија и како помага да се постигне бараната температура, без оглед дали станува збор за грејење или за ладење? Да, одлична ви е констатацијата, значи тоа е истата технологија како што работат и климуредите, како што работат и фрижидерите во домаќинствата. Меѓутоа, во последно време, поради актуелноста на трошоците за загревање на објектите и фокусирање во делот на енергетската ефикасност, овие уреди наоѓаат се поголема примена и во загревањето на домаќинствата. Пред се сакам да истакнам дека топлотната пумпа е пред се современа технологија и, што истакна и Наташа, одржлива технологија. Значи, суштината на сите овие концепти е одржливоста. Значи, одржливост од аспект на долготрајно користење и долготрајни бенефити добивање од ваков тип на технологија. Како функционира топлотната пумпа? Пред се топлотната пумпа е концепт кој што ја одзима бесплатната енергија што ја имаме околу нас, а тоа е енергијата што имаме во воздухот, во водата и во земјата. Таа бесплатна енергија е негде како 70 до 80% што ја користиме за загревање на домовите и на деловните објекти. Користиме само 20 до 30% електрична енергија за да ја трансформираме таа енергија од земената од обновливите извори, да ја трансформираме на ниво кај што можеме да ја користиме во домаќинствата. Така да таа енергија предаваме на водата или на воздухот. Негде кај ефикасноста на овие системи е од 3 до 4 пати подобра него било кој конвенционален извор на грејење. Чисто за споредба, например, еден стан од 150 квадрати со одлична изолација, неговата потреба за загревање на таа површина за една сезона со користење на топлотната пумпа би се движела негдека околу 300 евра за цела сезона. Значи месечно по 50 на електрична енергија, средствата дадени за потрошувачка на електрична енергија би биле негдека околу 50 евра месечно или 300 евра на цела сезона. Додека ако се користи класичен систем на загревање, електричен котел или електрична грелка, тие трошоци би пораснале 3 до 4 пати повисоки би биле. Значи би се движеле негдека од 1000 до 1200 за цела сезона или
негде околу 200 евра месечно. Добро, направивте паралела со како рековте, топлинска грејалка или котел. Меѓутоа, изворна енергија кој што користи електрична енергија и таа електрична енергија ја претвара директно во топлинска енергија. Сакам да ја прашам во смисла како се прави паралела со постојните климауреди. Дали се топлинските пумпи поефикасни? Иста е ефикасноста со тоа што новиве технологии нудат инвертер технологија. Инвертер технологија која што е за некој 20-30% поефикасна од постоечките климауреди кои што се користеа и во минатото за загревање на просторот, меѓутоа беа лимитирани до температура од отприлike до 0 степени. Сега овие технологии користат можност за загревање на просторот дури до 20-28, минус 20-28 степени под нулата да се користи. Значи, затоа истакнав и пред тоа, овие се системи, одржливи системи, значи не е потребно некој дополнително. Сакам добро да ја расчистиме дилемата, што е топлинската пумпа подобра технологија од постоечките климауреди? Суштината, ради таа инвертер технологија, пред се инвертер технологијата која што овозможува загревање на просторот континуирано во било кој временски период и од било кој надворешни влијанија. Тоа е суштината поради инвертер технологијата. Како изгледа таа топлинска пумпа и како би била распоредена исто со повеќе единици, на пример спомнавте вие стан од 150 квадратни метри. Исто е нешто слично како климат или како? Така, значи вака имаме повеќе видови и подвидови на топлотни пумпи. Во зависност од изворот од кај што се одзима енергијата и во зависност од медиумот на кого се предава. Еве сега, ако правиме некоја паралела со сплит климауредите, препорачливи системи за загревање на стамбени површини од негде од 40 до 100-150 квадрати се така наречените мултисплит системи, кои што исто така може да загреват простор до минус 15, минус 20 степени надворешна температура, а просторот внатре да го загреат на температура која што е нормална за едно домаќинство, негде 20-22 степени. Така е. Тој мултисплит има една надворешна единица и во зависност од бројот на простори внатре во станот имаме од 2, 3 до 5 внатрешни единици. Во случај да треба и повеќе се мултиплицира овој цел систем. Сега по кој критериум гледачите наши или секој заинтересиран може да одреди по кој топлински систем или која топлинска пумпа е најсоодветна за нивниот дом? За нивните потреби. Моја топла препорака е да не експериментираат сами, него да се обратат на стручни тимови, стручни екипи кои што веќе имаат искуство во проектирањето, изведбата и одржувањето на вакви системи, како што е и нашата фирма ИЦС Груп, која што можеме да се да кажам, истакнеме дека скоро 20 години работиме на ова поле во имплементирање прецен обновливи извори на енергија во функција на загревање на просторот. Со нивно доаѓање на клиентот кај нас, ние ги сослушуваме барањата прецен на клиентот од аспект дали сака само грење или ладење или припрема на санитарна топла вода, бидејќи со овој систем се овозможува и припрема на санитарна топла вода. Од која ќе ги сослушаме барања и од која ќе се запознаеме со физичките карактеристики. Како бойлер може да функционира. Така е, значи во функција на загревање на бољерот на топла вода. Од која ќе ги сослушаме барањата на клиентот, потенцијалниот клиент, од кој ќе се запознаеме со физичките карактеристики на станот или куќата, ние пристапуваме кон одредување врз база на одредени термички пресметки, потребите за енергија за загревање на тој објект. Значи, тоа е неминовно да се направи таа операција за да знаеме точно кој избор на која опрема може да се инсталира. Тоа правите како увид на домот, доаѓате таму на лице место да видите каква е изолацијата, дали е куќа, дали е стан, веројатно така се праќа стручна екипа што во колку самиот корисник. Се имаме тука два случаи. Еден случај имаме генерално два случаи. Едниот случај е веќе изграден објект каде што
инсистираме да отидеме на лице место на објектот и да направиме увид да се и во однос на димензиите, во однос на распоредот на самите простори и потоа да понудите одредено решение. Така и во однос на карактеристиките на објектот од аспект на изолација на објектот. Тоа е едниот случај. А другиот случај обично доаѓаат и луѓе за новоградби, каде што во старт доаѓа со идеја дека сака да се стави високо ефикасен систем за загревање на објектот. Во тој случај доаѓаат со веќе направени проекти на градба, каде што ги консултираме самите инвеститори од аспект која дебелина на изолација ќе стават, какви прозори ќе стават, какво ќе го изолираат кровот. Значи сите тие детали влијат и како многу влијат на изборот, на квалитетниот избор на решение за грејење за Јас со задоволство ќе ги земам контактот од вас и со задоволство ќе го споделам со евентуално гледачите кои би се јавиле по емисијата да побараат контакт со вашата фирма која би испратила екипа за да направи увид. И сега стигнуваме до едно од најважните прашања веројатно што ќе ги интересираат гледачите. Колку чини една таква пумпа, која е цената една топлинска пумпа? Вие споменавте стан од 150 квадратни метри. Може ли да направите паралела за помал дом, колку би чинела една топлинска пумпа ако се на пример за загревање на стан од 50 на метри квадратни, колку што е просекот во Македонија на метри квадратни на најголемиот број на станови или 60 квадратни, некоја апроксимација да направите? Вака, ајде, од 50 до 70 квадрати стамбена површина, сега тука веќе стандардите во Македонија во однос на изолацијата во последно време се подобруваат и тоа е за поздравување, како за новоградбите, така и за веќе постоечките стамбени површини се иде на поставување на соодветна изолација и на соодветни прозори и врати. Негдека за 50 до 60 квадрати, инвестицијата, ако идеме, пошто кажавме на претоа, биделе со мултисплит варијанта на топлотна пумпа, инвестицијата би се движела негдека од 1500 до 2000 евра за таков стан, додека за поголеми квадратури од 150 квадрати, 300, 400, 500 квадрати, веќе доаѓаме до поголеми индивидуални куќи. Во тој случај, самиот извор на енергија, инвестицијата за топлотната пумпа би се движела негдека од 4000 евра до 7-8 евра би бил тој ранг на самата топлотна пумпа, кој инвестиција. Значи рековте за стан од 150 квадрати би била меѓу 4 и 5000 евра? За 150 квадрати би било така, околу 4-5000 евра би било. Пресподно споменавте дека една грејна сезона според актуелните цени на електричната енергија би чинела 300 евра, околу 300 евра. За цела сезона. Да подвечеме за цена, не месечно. А без топлинската пумпа што би чинела меѓу 4 и 5000 би чинела околу 1000 до 1200, 4 пати поскапо, така рекав. Грејењето на по сезона. Така е. Сакам да прашам, овие бројки малку ги нафрлав за да прашам за колкав период би се направил поврат на вложената инвестиција. Ако сега некој се одлучи оваа зима да инвестира, за колку години, за колку грејни сезони ќе може да си ги поврати вложената? Тоа е и суштината на овие проекти. Самата цена по себе можда и не значи многу, него суштината е за колку време ги враќаме ние тие инвестирани пари и после тој период ние не би рекол штедиме, него заработуваме на овој систем. Отприлике повратот на инвестицијата се движи од 3 до 5 години. Колку е поголема квадратурата, повратот на инвестицијата е побрз. Значи, за помалите квадратури се движи тука негдека околу 4 години повратот на инвестицијата. Значи, инвестиција од неколку илјади евра со можност за поврат од неколку години, 3 до 4 години. Сега пак, бидејќи станува збор за неколку илјади евра, што за некој домаќинство и за секој домаќинство се всушност проблем да се издвојат и одеднаш да се дадат. Тука се комерцијалните банки и во студиото е представник на Прокредит, во форма дека вие може да им понудите на заинтересираните клиенти поволен кредит, односно со 20% грант. Ако добро го разбирам овој систем. Што всушност значи тоа? Која е улогата на Прокредит? Вака сега, во случајот кога клиентите се заинтересирани за ваков тип на инвестиција, обично што прават на почетокот, се информираат, односно пристапуваат до фирмите кои што работат ваков тип на инвестиција, се запознаваат првично со пресметките, калкулациите, која е придобивката од овој тип на инвестиции, и од друга страна представниците од компаниите им го презентираат накратко производот, дека може да се искористи екопродукт кој што ќе им гарантира на клиентите грант до 20%.
Секако, убавата соработка со фирмите од една страна и со работниците од ЕБРД ни овозможуваат понатака, нели, откако клиентот пристапи во банката, односно во нашиот случај најчесто аплицира преку нашата веб страна, бидејќи ние сме доста познати на пазарот од аспект на тоа што сме дигитална банка, да може, нели, нашиот дел од работата да се заврши многу брзо и клиентите да бидат навистина задоволни. Еве накратко јас ќе го опишам, нели, како иде целиот процес. Процедурата за барање на кредит и за финансирање на проектот. На почетокот стручниот тим од, да речеме, ИЦС груп му ја даваат потребната документација на клиентот. Понатака тој воопшто нема ни потреба да доаѓа, нели, физички, во смисла да губи време и нели средства. Може преку нашата веб страна да аплицира за овој тип на кредит. Нашите советници за клиенти наредниот ден го контактираат, значи стапуваат во комуникација со клиентот, му ја објаснуваат процедурата од аспект на документација што е потребна за банката да може да го одобри кредитот. Го одобруваме кредитот, средствата ги префрламе на компанијата, значи тука има директен трансфер на контролирано плаќање, нели, на тие средства. И со тоа клиентот има завршено од аспект на финансирање на кредитот. Дори и парите вие директно ги префрлате, клиентот не мора да дојде во допир со парите, претпоставувам. Вториот дел од работата ја вршат компаниите, односно, нели, пристапуваат на клиентите во нивните домови, ја инсталираат и монтираат опремата. Ни потврдуваат на нас како банка дека целиот процес е завршен, за да можеме понатака ние да преземеме чекорот за верификација, односно поднесување на барање за грант. Тука тој дел од работата го завршува банката и понатака заедно со, нели, представници од ГЕФ и ЕБРД се прави посебна контрола на тие документи и средствата кои што следуваат на клиентот од аспект на грант 20% се добиваат на трансакцијска сметка во банката. Меѓутоа, клиентите не мора да одат и во Европската банка за обнова и развој да пробараат програмата ГЕФ, доволно е само во ИСС групи во банката да ја завршат процедурата. Главниот финансиер, односно оној што го финансира проектот и што го дава грантот, си седи на страна и го спроведува тоа преку комерцијалните банки. И сега, бидејќи станува збор за опрема која треба да функционира и да не служи со години, веројатно ќе треба да се набавуваат резервни делови, систем за сервис, како оди сервисирањето, дали исто фирмата што го монтира и го сервисира тоа, ако затреба поправка или ремонт? Значи, одлична ви е констатацијата и сека озбилна фирма што се занимава со оваа работа треба да посвети огромно внимание на сегментот сервиси и одржување. Така и нашата фирма посветува огромно внимание, значи пред се во делот на едуцирањето на сервисниот кадар, на стручниот кадар кој што има континуирана едукација од аспект на добавувачот на опремата, тоа е Дајкин. И тој процес одвива континуирано, бидејќи технологијата од ден на ден секогаш се менува и расте и се подобро. Тоа е едниот сегмент. Вториот сегмент се резервните делови, значи суштината е да ги имаш резервните делови во нашиот магазин, меѓутоа и да можат лесно и брзо да бидат достапни во случај ако ги немаме, да ги набавиме од нашиот добавувач. Таа временска рамка се движи негде од 3 до 5 дена, значи тука можеме да се пофалиме во однос на брзата и експедитивно одговарање на потенцијалните проблеми. Меѓутоа, генерално сакам да кажам дека оваа технологија, пред се и технологијата на Дајкин, е технологија која што е доверлива, која што е поуздана и проблемите евентуално се сведени на минорно ниво. Не се ниту проценти, него се во промили. Како гаранција на таа одржливост, гаранцијата на нашите уреди е до 3 години. Меѓутоа сега Дајкин пласира една нов концепт кој што се нарекува Stand by Me, каде што гаранцијата ќе биде продолжени на 5 години на овие уреди, но со една континуирана грижа на самиот уред од аспект пред се на едногодишно одржување и заради задржување на перформансите континуирано во текот на целиот експлоатационен период. Така, значи фирмата што го монтира тука и да го сервисира и да го Тоа е најдобро. И последното прашање, почнавме со Игор, ќе завршиме со Игор. Вие како представник на Европската банка, односно на програмата Зелена енергија за зголемена енергетска ефикасност,
веројатно главниот мотив за да го финансирате и да ги давате овие грантови е за да ги подобрите условите во животната средина. Веројатно поширок е опсегот, не само граѓаните да си ја зголемат енергетската ефикасност на своите домови, туку да се влијае во сегментот на зелената енергија, односно заштита на животната средина, зашто и во претходните разговори со представници на Прокредит сум разбрал дека станува збор за банка која, например, не поддржува индустрија која загадува, односно не кредитира, дека повеќе сте склони кон поддршка, финансирање и грантирање на индустриите кои се еколошки, односно кои инвестираат повеќе во зелена енергија. Така го Европската банка за обнова и развој на одреден временски период постојано прави мониторинг на индустриите и самите производители кои што се во делот на производство на ваков тип на технологии и нормално ги надградува своите политики во однос на климата. Банката во овој момент поддржува 11 технологии. Да не кажам, се што на едно семејство во домот нивни би им затребало е поддржано од банката со финансирање, поточно преку нашите партнер банки и со грант. Преска на кратко ги набројав, но тука и Наташа Илко ги спомна изолациите на дворешни ѕидови, прозори, врати, изолација на кров, топлински пумпи, сончеви колектори за топла вода. Поширока е палетата што ја грантирате системи, и финансирате, не така, само топлинските пумпи. Да, инаку ова како банка во моментов е програм кој што функционира во 6 земји, Западен Балкан, Македонија е едно од нив и морам да се пофалам, најдобри сме во моментов со испорачување на средствата. Дали тоа значи дека ќе продолжи програмата и во иднина? Продолжува сигурно во следниот 4-годишен период. Имаме веќе 4000 производи кои што се внесени во нашиот систем, од кои што клиентите можат да бираат што ќе финансираат и преку 450 компании, меѓу кои е ИЦС, кои што ги снабдуваат клиентите со ваков тип на производ. Дами и господи, ја ви благодарам, бидејќи разговорот е многу интересен, имам уште многу дилеми и прашања. Се надевам дека во овој сегмент успеавме да допреме до вниманието на гледачите и да ги заинтересираме, иако како што реков и со Прокредит и со Европската банка за обнова и развој има многу теми за разговор. Во ова утринско издание зборувавме за топлинските пумпи, за енергетската ефикасност како тема е многу поширока и се надевам дека ќе имаме можност да зборуваме во некое наредно издание на утринската програма на Телма.